Rosa Marta. Голема чест. Това ти е тебе како дом? Приятно ми е. Добър ден. Добър ден. Много ми е приятно. Кой поред ти ги изпратяме за дома? Голема чест. На Каварци. And I'm especially happy that we are so close with EPP and we wish you all success really. Huge chance to succeed and after that. Thank you so much. Thank you. You did a marvelous job. Nice to meet you. Macedonia, we have this great honor to speak in the European Parliament, Minister, to speak in the Parliament, to address. Great honor for me. Thank you for coming. I think it's important for us, for the future of your country. Странските инвестиции се наша реалност, ако знаеме дека ќе ги има се повеќе. Европската унија и НАТО се шанса за подобар животен стандард за генерациите што доаѓаат. Членството во Европската унија и НАТО е гаранција за нашата независност, слобода и демократија. Подобро образование, подобра здравствена заштита, подобра инфраструктура. Ова се шансите што ги добиваме, тоа се одговорноста што треба да ја преземеме. Знам дека од нас зависи. Ние исто така знаеме со што можеме да го возвратиме на нашето европско семејство. Можеме да ја дадеме нашата лојалност, како што веќе го кажавме во многу случаи. Можеме да го возвратиме со вистинска страст за Европската унија. За нас Европа значи многу повеќе отколку само унија, отколку само раст и економска сигурност. За нас Европа значи да живееме во модерно, равноправно и отворено општество, со јасни демократски стандарди, во кое владае правото, во кое живее солидарноста, во кое функционираат подобри судови и во кое правдата е еднаква за сите. Како мултиетничка земја, знаеме и ги почитуваме придобивките на заедништво. Понегуваме концептот едно општество за сите и знаеме дека силата на општеството доаѓа од единство. И затоа во нашата земја имаме широк консензус за влез во Европската унија и НАТО. Во тој консензус се обединети македонци, албанци, турци, роми, срби, бошнаци, влаци, египтјани, бугари и сите останати кои што живеат во нашата Македонија. Кога се работи за стратешките интереси на нашата земја, посакувам тоа да биде така и во политиката. Во сите повеќе од 3/4 или 75% од народот го поддржува членството во Европската унија и ги поддржува европските вредности. Да, нашите луѓе сакаат да бидат дел од оваа семејство. Се чувствуваат европски и припаѓаат на Европа. Во 91 година, кога имав 17 години, ова е се за што сум сонувал. Да бидеме дел од европското семејство. Да имаме европска иднина. Нашите млади луѓе сонуваат за ова и денес. Сега, 27 години подоцна, како премиер, во име на граѓаните на мојата земја, зборувам во Европскиот парламент на својот македонски јазик. Сега ние одлучуваме за нашата иднина и сме благодарни за овој историски момент. Горди сме што нашата сакана земја конечно има шанса да го заокружи членството во Европската унија и НАТО. Можам да го почувствувам тоа во овој момент. Можам да го почувствувам колку сме близко до остварување на сонот на Европска Македонија. Затоа верувам дека референдумот ќе биде успешен и
единство и поголема стабилност во регионот. Денешниот настав и ова покана за денешното мое обраќање ја гледаме како силна подршка на Европскиот парламент за нашиот европски пат, за да го вратиме